За сите мерки наменети за младите ќе разговараме со Владимир Неловски, председателот на Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН. Тој е нашиот гостин денеска. Добро утро. Човекот кој што е блиску до младите и кој што може да ни го пренесе пак и мислењето на младите, колку тие се задоволни од мерките кои што се спроведуваат во изминатиот период, но и ќе се спроведуваат понатаму. Сакате ли да почнеме со реновирањето на студентскиот дом, најголемиот дом Гоце Делчев, кој што навистина добива комплетно нов изглед. Блокот Б е целосно реновиран, сега се работи на блокот А, така? Да, во моментов се работи на реконструкција на блокот А. Блокот Б во моментов се опремува и набрзо ќе можат студентите да почнат и да живеат во тој блок. Со оваа реконструкција едноставно се добива значително подобрување на условите во најголемиот студентски дом во Република Македонија, нешто што досега не било реализирано никогаш во историја на самостојна Македонија. Како ВМРО ДПМН сме единствена влада која што во изминативе 10 години вложуваме во инфраструктурата кај студентите, бидејќи претходно не беше реализирана ниту една реконструкција или пак поправки, изградба да не зборувам, на ниту еден студентски дом. Ние како ВМРО ДПМН го реконструиравме дел од студентскиот дом Стив Наумов. Еве сега вршиме комплетна реконструкција на студентскиот дом Гоце Делчев. Исто така со промената на мебелот во сите домови значително ќе се подобрат условите за живење во останатите два дома кои што до сега ги немаме реконструирано. Да не ги заборавиме тука и новиот проект од програмата Реално, со кое што ветивме дека на студентите ќе им овозможиме перални сушални, нешто кое што во европските студентски центри е нешто нормално. Кај нас до сега студентите за да ги направат можеби основните потреби, тоа се да ги исперат своите алишта и да ги сушат, мора да одат до дома, да се враќаат во своите градови и така натаму. Сега ќе имаат можност преку оваа мерка да го прават тоа во самиот дом каде што живеат. Колку се задоволни студентите од овие мерки досега, еве и особено од студентскиот дом Гоце Делчев? Последно што разговаравме со нив, направивме една анкета, вела дека заинтересираноста да бидат во домот се зголеми. Го чуваат ли инвентарот кој што сега е комплетно обновен? Да, реновиран. Заинтересираноста за студентскиот дом Гоце Делчев нормално дека е поголема оваа година од претходните и логично е да е тоа така. Дали студентите го чуваат инвентарот? Јас сум уверен дека голем дел од студентите го чуваат. Сега, ако збориме за одредени хулигански испади на одредени, може и не се студенти, но биле на поминување во студентскиот дом, тоа се случува. Јас апелирам да ги пазат инвентарот, лифтовите и сето она кое што се инвестира во студентските домови, бидејќи пред се тоа е за нив, бидејќи тие живеат таму и тие дел од своето студирање го поминуваат во студентските домови. Но повеќето од студентите, најголем дел, се грижат за инвентарот и се грижат да живеат во подобри услови, не само тие како генерација на студенти, туку и генерациите после нив. Неловски, издвојувате мерката за бесплатен воз како една од поуспешните мерки. Во последните 2,5 години искористиле 80.000 лица до 27 години. Тука спаѓа и бесплатниот превоз, јавниот градски превоз. За јавниот бесплатен превоз за студенти, преку оваа мерка која што започна да се реализира на 1 јануари 2016 година, над 23.000 студенти ја имаат искористено, со што се покажува голема успешност на оваа мерка и дека 80% од студентите, посебно во градот Скопје, ја користат оваа мерка и имаат одреден бенефит. Долго го збориме за финансиите и за штедите кои што тие студенти ги прават, околу 12.000 денари на годишно ниво, наместо да ги дадат на билет за превоз, тие ги користат дали за книги, дали за кафе, дружби и така натаму, така да дел од средствата им помогнавме да ги заштедат и нивните семејства да ги искористат за нешто друго. Ги споменавте книгите, започнавте и лани летниот период, ми се чини, со обнова на библиотеките. Дали тоа ги врати читателите во библиотеките, студентите млади? За оние кои што имаат контакт со студенти, добро знаат дека во библиотеките и во читалните никогаш не било празно, односно сегогаш се бара место повеќе. Преку овие мерки се обидовме на еден начин да им овозможиме на сите млади, доколку немаат навика да учат дома, односно имаат навика да учат во читална, да можат да го направат тоа. Сите ние знаеме дека во познатата читална Браќа Милодиновци
за која што е најавено и исто така целосна модернизација и реконструкција. Се чекаше ред, се оставаат чанти, пријатели доаѓаа порано, па се ги чуваа местата, студентите едни на други. Ги направивме, односно ги промовиравме овие проекти, ќе започнат со реализација во текот на 2017, се со цел да направиме можност да се зголемат капацитетите и да нема толку турканици, да нема нервози, односно да можат студентите, да речеме, бидејќи најавена читална во аеродром, да не мора да патуваат од аеродром до центар за да дојдат или пак до своите факултети за да учат, да го направат тоа во својата општина. Така да, иако можеби изгледа помалку важно како мерка и проект, сепак сметам дека и јас лично, бидејќи имам учено по читалните низ Скопје, сметам дека овој проект е од исклучително значање за студентите. Ќе пропатуваме низ меркиве кои што се реализира и навистина како успешни ги издвојувате. Вие ја издвоивте и успешна мерката Купи куќа за млади. Токму така. Ова е можеби најкапиталниот проект од програмата Реално. Со овој проект им овозможуваме на младите луѓе да дојдат до свое сопствено домување. Тоа е нешто кое што мора да признаеме не само за младите, туку не само за младите во Македонија, туку за младите низ цела Европа и секаде проблем, да речам, бидејќи пред се младите луѓе кои што завршиле со факултет или пак нашле своја работа, за да заштедат за свој собствен дом им треба извесен период и не можат тоа да го направат без да имаат значителни потешкоти. Токму затоа преку оваа мерка им овозможивме на сите оние млади кои што сакаат да дојдат до своја собствена куќа, односно домување, владата да им субвенционира значителен дел од средствата во текот на подолг временски период од 11 години, со што на младите луѓе им даваме финансиски стимул и помош да престанат, да речам, да живеат со нивните родители или пак да живеат под кирија, туку едноставно да бидат своји на своето. Во моментот работите на обуки за млади лица, за какви обуки станува спор? Во моментов како Унија на млади сили правиме најразлични обуки низ цела Македонија во сите изборни единици. Тоа го правиме во различни изборни единици се со цел да можеме да опфатиме што е можно повеќе млади луѓе од сите општини во Република Македонија. На обуките темите се најразлични. Дел од обуките ги правиме за подобрување на организацијските способности на членовите на УМС. Во моментов подготуваме обука за претприемништво која што ќе биде набрзо објавен огласот за пријавување, ќе може на интернет сите млади да се пријават и ќе на таа обука, како што и веќе неколку пати ја направивме, ќе има најразлични предприемачи, млади, но и постари кои што се успешни во својот бизнис и ќе ги пренесат своите искуства, бидејќи мора да сме свесни дека младите луѓе се повеќе се одлучуваат да отворат сопствен бизнис. Можеби тоа поради фактот што како влада им помагаме, односно со тие мерки им даваме еден вид на финансиска помош се со цел да дојдат до својата реализација на својата идеја. Многу пати во минатото младите имале идеја, имале храброст да спроведат, но немале финансиски средства да го направат тоа. Преку најразличните мерки, грантови, кредити кои што ги овозможуваме преку Агенцијата за вработување, им овозможуваме на младите доколку имаат идеја да реализираат. Токму и затоа се овие обуки, се со цел да инвестираат младите во своето образование, лично во самите себе си и да подобрат некоја своја лична карактеристика. Значи, како што кажа, дали се тоа за организацијски способности за предприемништво, најразлични типови на теми обработуваме на овие обуки и гледаме да се нешто повеќе можни градови или општини во Македонија за да опфатиме што е можно повеќе млади. Низ повеќе градови, како што рековте, низ целата република, има ли голема заинтересираност? Има заинтересираност пред се поради фактот што освен тоа што овие обуки имаат нормално образовен карактер и младите учат нешто ново на овие обуки, да не забораваме дека и тие обуки младите се дружат и создаваат нови познанства, пријателства и можеби затоа е најголем интересот и затоа ќе продолжиме во иднина да ги правиме овие обуки, бидејќи младите од една рака учат, значи, но исто така и запознаваат нови пријателства и ги шират своите познанства. Ниловски, велите, не запираме со вложувањата во младите и во програмата 40 на нови проекти со кои што дел изреализиравте 168 за оваа година, да? Вака,
ќе те прегнем Јована, во програмата реално има 40 конкретни проекти кои што ги промовиравме ние како УМС. Но во програмата за кои што младите гласа има 168 конкретни проекти за младите кои што не успеавме сите да ги промовираме пред кампањата. Во текот на кампањата ги промовиравме и поради тие 168 проекти младите одлучија да гласат и да дадат својата подршка за ВМРО ДПМН. Дел од тие проекти, како што напомена, започнаа со реализација. Година, да. Токму така, дел ке започнат во текот на оваа година, но морам да кажам дека 2017 и 2018 без разлика на оваа политичка криза која што сите млади чекаме да заврши и конечно да се фокусираме на младите, на работите кои што се интересни за младите, проектите нема да запрат и еве можеме да видиме дека продолжуваат и во овие неполни 2 месеци од кога се завршени изборите. И доказ за вашата работа е во моментот рекорден број на членови на Унија на млади сили. Унија на млади сили е најголемиот политички помлок не само Македонија и на Балканот е тоа. Ние имаме над 55.000 членови, со што сме еден од посериозните организации не само во Македонија, туку и на европско ниво. Тоа признание го добиваме и од најразличните европски десничарски организации во кои што учествуваме, како што е помладокот на Европската партија, на Европската народна партија, Европските демократски студенти, каде што иако доаѓаме од земја која што не е дел од Европската унија и сме мала земја со само 2 милиони жители, сепак имаме полноправно членство и нашите гласови вредат еднакво како и гласовите на Германија, на политичките организации од Германија, Франција, Италија и така натаму. И така како таа бројка е мотив да продолжите успешно со вашата работа како досега, ви посакувам успешна работа и ви благодарам што бевте мојот гостин денес. Ви благодарам и на вас за поканата.